Поради покачувањето на струјата на дел од јавните комунални предпријатија во Македонија за брзо време може да им се случи тотален колапс. Од ЈКП Водовод и канализација Прилеп вела дека сега месечната сметка за електрична енергија им била зголемена за 3 милиони денари, односно ако во октомври плаќале по околу 1 милион и 200 илјади денари за струја, за ноември и декември им стигнала сметка по околу 4 милиони 200 илјади денари, односно за 2 месеци исплатиле непланирани 6 милиони денари. Сега имаме нови цени многу повисоки. 2 месеци се снаоѓаме и издржуваме, но доколку било подолгорочно нешто, доколку би траело во наредни уште неколку месеци, тоа ќе предизвика проблеми не само во ова јавно предпријатие, туку во сите јавни предпријатија во цела Македонија. Тие пари се сите наменети за реконструкција на улица и водоводни мрежи. Доколку ситуацијата останала иста, тогаш Прилепски водовод немало да има ниту денар за поголеми инвестиции и замена на старите цевки. Сите средства на предпријатието ќе оделе само за плати, електрична енергија и за реконструкција на некој помал дефект на мрежата, додека пак ваквите предпријатија во помалите општини комплетно би крахирале, токму затоа бараат итна помош од владата. Проблемот е стасан до нашето здружение АТКОМ, каде што преку тоа здружение контактираме со влада на Република Македонија и во фаза е на решавање на тие проблеми. Едноставно владата мора да помогне да субвенционира таа разлика во цена, затоа што многу јавни предпријатија ќе се соочат со проблем да имаат проблем за достава на вода до своите општини. Инаку состојбата со водоснабдувањето во Прилеп во моментов е добра. Издашноста на изворот Студенчица била околу 960 литри вода во секунда, од кои што 265 литри доаѓале до Прилеп, а градот дополнувал со 35 литри вода во секунда од своји помали извори. Потрошувачката била зголемена за 10%, бидејќи граѓаните ги оставале чешмите да течат за да не им замрзнат цевките. Но засега тоа не представувало поголемо оптоварување на мрежата ниту на предпријатието.